Во тек се преговорите помеѓу тутунарите и откупувачите за правилата на игра како ќе се одвива откупот на тутун за новата реколта. Но за сега нема ништо конкретно. Понудите со цени веќе били пристигнати кај Сојузот на тутунски здруженија, но законски не смееле да ги откриваат се до четврток, кога јавно ќе ги соопштат. Тутунарите бараат и повеќе законски измени. Забрана за увоз на ароматичен суров тутун, враќање на ингеренциите на Сојузо без согласност на Сојузо да не може да подпишува, односно да договара цени и договори, и баравме измена на члена од законот за полагање на добивање на лиценци не само на носителите на стопанството, односно на договор, него и потесното семејство. Тутунарите бараат исто така и враќање на откупот во класи, а не како годинава се да се откупува во една класа. Но и тоа не се знае се уште дали ќе се постигне. Тоа зависност од цените како ќе ги понудат откупувачите, дали ќе одат по класи, ние бараме да се врати нормалната проценка, но со зголемување на цените, не со овие постоечки цени како што се досега. Досега се откупени 24 милиони 163 илјади килограми на тутун по просечна цена од скоро 400 денари. Според Сојузот на тутунари, имал уште 40 на тони неоткупен тутун, но сега откупувачите започнале да купуваат само сув тутун. Секојдневно сме во контакти со откупните компании за да го купат тутун. Меѓутоа, компаниите го купува само сувиот тутун. Значи, влажен тутун, не досушен, жив тутун не купува. Мислам дека до крајот на ова недела, односно до заклучокот на ова реколта, откупна реколта до 28 февруари, дека ќе се купа сите количини кои се нормални. Идната недела ќе се знаат по конкретно ставовите и на тутунарите и на откупувачите за дел од овие дилеми, а најважно од се, дали ќе има покачување на цената на тутунот.